Вие да влезете во авантура, да одлучувате за еднината на моите деца, кога зборам моите, не мислам лично моите, туку за сите деца во Македонија, за нивната иднина. Прво, без да обезбедите консензус политички и државен, второ, без да го прашате народот, а директно, како што самиот кажа, преговарате за идентитетот на тој народ, е катастрофално и капитулантски. Јас не преговарам за мојот идентитет. Ја да сум бил на тоа столче, аз се нудев. Се нудев во април месец, се нудев да бидеме заедно на тоа столче, да бидам поддршка на Ковачевски кога ќе преговара и некој да разговараше и отвараше тема за мојот идентитет. Ке стане во столчето и ке речев не благодарам, не по било која цена. Господинот Мицковски не е загрижен. Он е само неодлучен. А тоа не е лидерска карактеристика. Човек кој што е неодлучен, кој што никогаш не може да донесе одлука, на крај може и да биде загрижен. Зошто го велам тоа? Се збунивме малку. Ова не е прв. Се збунивме малку. Имате време да се збуните. Одлучен, одлука, не се нервирате, зашто се нервирате вака ми одговарате? Значи, ќе се сетиме на нашиот влез во НАТО. Ние тогаш имавме и референдум. Ден денес никој не знае кој беше ставот на господинот Мицковски. И не знаеме дали излезе на референдумот или не излезе на референдумот. Да. Сега како ќе обезбедите двотретинско мнозинство со оглед на ставот на ВМРО ДПМН? Сега вие ветувате дека ќе ги завршиме преговорите. Ние добивме многу јасна преговарачка рамка.